Код. Клуч за вистината. Со Снежана Лупевска. Добро вечер. Од 5 до 7.000 луѓе минатата година од Македонија затропаа на вратите на Европската Унија. Бараа подобар живот на Запад, бараа азил, но иако купија карта само во еден правец, беа вратени назад. Па сега се наоѓаат на црната листа на Европската Унија. Не може да отидат не само до Европа, туку и до Србија. Илјадници лажни азиланти кои беа вратени во Македонија, главно роми, живеат на работ на екзистенцијата, во сиромаштија. Политичарите им ветуваат, а невладините организации ги советуваат. Македонија сепак куртули од суспензија на визната либерализација. На печалба во туѓина, за подобар и достоен живот, за парче леп и сигурно утре. Многумина од оние кои сакаат да заминат, стасуваат само до граница. Визната либерализација не важи за сите граѓани на ова мало парче земја, најмалку за ромите, кои како популација се заглавени дома. Лошата економска состојба и социјалната положба се главните причини поради кои многумина одлучија да ја напуштат државава, но немаат среќа ниту во странство. Европската Унија одлучи дека тоа не се азиланти. Изминативе 2 години голем беше бројот на оние кои бараа азил во моќните европски земји. Шведска, Германија, Швајцарија беа посакуваните дестинации на оние кои не можеа да го истуркаат месецот само со социјалната помош. Околу 100.000 граѓани живеат под работ на сиромаштијата и се обидуваат на секој можен начин да ја напуштат бедата. Во Топана многу тешко се живее затоа што имаме 90% социјалци. А тие социјалци некои има и по 1200 примаат, зависи како кој категории таму, не знам како ги делат. Има некои 2400, најголемата социјално е 4600. И сега замисли, и струја да плаќаш, и со 3 деца да поминеш, по сиромаштија мислам во свет нема. Дали има илјадарка да јаде денес? Ќе плаќа струја со илјадарка ли? Ти работиш ли нешто? Ништо. Што можеш да работиш? Све буџавалните работат, свои столови, ние што работиме тука? Кој не гледа му чумес? А бараш ли работа? Па како да не барам, сака да јадат дома? 4 ученика имам. Тука у вас е главина учат у школа, без никакво примање. Како успевате да ги школуват? Нешто држава, нешто ние се снаđаме. Тоа е. Помага ли државата, институциите помагаат? Не. Поготово општина Чаир ништо. Сиромашко живот. Работите вие нешто? Ништо не работи. А од што живеете? Социјално. Колку земате месечно социјално? Па што знам, 2-3 000. И тоа ги нема. Струја до даска скопо. Так. Колку деца имат? Ја, 5 машки, 1 керка, 6 души. Ја и жена 8 члена, никој не работи. Зад камерата се пожалија, но пред неа се плашат да зборуваат за нивните патешествија. Ова младо момче, иако има патни исправи, никако не успева да ги посети роднините во северниот сосед. Сакав да ги посетам роднините во Београд, Арнама на граница не ме пуштија со оправдување дека спроведуваат демек превентивните мерки за визната либерализација. Јас сваќам дека истите треба да се спроведат и немам ништо против тоа. Но апсурдна е ситуацијата да те вратат само поради фактот што имаш различно име и презиме и различна боја на кожа. И уште поапсурдно е тоа што дестинација ми беше Београд, Србија, држава која не беше членка на Европската Унија. Апсурдно е во демократската држава, како што е нашата, покрај сите промовирања дека работи во корист на ромите, повторно и повторно да спроведуваат селективни политики, повторно и повторно да не дискриминира. Во првите 6 месеци од минатата година во Шведска биле поднесени 722 барања за азил на македонски државјани. Од нив само 2 биле позитивно решени. Во Швајцарија од 432 барања не било ниту едно одобрено. Најсигурно тло за барателите е Германија, која освен трошоците за пат, за семејство со 4 деца месечно нуди стартна помош од 2500 евра. Според податоците на германскиот весник Фокус, во 2009 за 3107 странци државата одвоила 3,8 милиони евра.
Луѓето немаат проблеми таму, ги прифаќаат најнормално, ги сместуваат, им даваат одредена сума на финанси и кога се враќаат барем имаат обезбедено за одреден период да екзистираат во Македонија. Камберовска работи во првата ромска организација за жени формирана пред 19 години. Во акција со МВР, преку разни трибини и активности, се бори да ги разубеди своите сограѓани да не одат во непознат правец. Со нашето делување успеавме да ја намалиме бројката за заминување на граѓаните надвор од нашата земја. Се работи само за оваа заедница. Наша, моја заедница, ромска заедница, бидејќи само од граѓаните од ромска популација се бараат овие документи, се бараат финанси. Секој ден ни доаѓаат граѓани и се чувствуваат дискриминирани зашто само од нив се бара. Сликата од Шутка и Топана Котја виде во Куманово. Со 1000 месечно велат нема обстанок. Па спасот го бараат што подалеку од дома. Оние кои барале азил се револтирани и не сакаат да зборуваат. Домовите многумина ги напуштаат за да заминат во посета, но пасошите им служат само за во фиока. Имам черка во Белград, имам брата во Србија. Замислите, доаѓа другарот полицајец, вика, вие доле. Сега, зашто доле, други? Зашто ми пашеш, ми не служи? Зашто сум го платил, ако не можам да го исписам? Се сомневаат дека можеби сте потенцијални азиланти или? Тоа е моје право. Не е должен он да ми каже дали ја ќе одам во Германија или дали ќе барам азил. Сестра ми да ми гарантира дали ќе одам во странство или од тука сакам да одам во странство. Се сомнева дека можеби ќе одите како? Па како ќе одам? Ја одам на гости 2 години не бев кај сестра ми. Сега сакам да одам, не можам да одам. Она е болна. Момци довиđenja. Ова го добивале како одговор многу кумановци на македонско-српската граница. И наместо со подобрување на животниот стандард, овие ранливи категории се соочуваат со зајакната контрола на премините. Ме врати од граница и да сакам да идам, не дај Боже, не да идеш на гости не се иде со празен джеп, него не дај Боже некои здравствени проблеми и некој веселие да те повикнат, деца, не ќе ти даваат ова влада да минеш граница. Зошто? Затоа што сме роми. Сакаше да иду гост у 29 јануар за убор у Србија, гост со женами и овде куде нашу границу вратиле не назад, давамо лична карта и викам зашто не сте венчани, треба венчаница, овој оној, викам здравле, понатаму ќе се венчамо. И вратиле не назад и викам што е проблем, треба да ви прати гарантно писмо, па викам тој не е странство, Немачка пример, па гарантно писмо. Македонија не е Германија, но билет во еден правец некои бараат и за кај нас. Во Центарот за азиланти во Визбегово има 95 баратели, од кои 37 побарале да станат македонци оваа година. Најмногу има афганистанци, сомалици, палестинци и пакистанци. Во Република Македонија бараат азил, претпоставам заради тоа што доаѓаат од земји каде што се загрозени нивните животи, затоа што, како што знаеме, во тие земји има воени действија, од тоа што тие го кажуваат, бегаат од таму заради нивните страф, кои што го чувствуваат да живеат во таа земја. Правна помош добиваат од Сдруженијето на млади правници, ги застапуваат пред институциите и во пополнувањето на документите. Согласно конвенцијата, лицата поради окрано страф дека ќе бидат прогонувани заради својата раса, вера, националност, припадност на социјална група или политичко уверување, доаѓаат во земјите што им пружаат меѓународна заштита. Така да претпоставам дека некој кога веќе доаѓа во нашата земја, тој бара азил заради овие причини. Одделението за азил при МВР законски треба да донесе одлука во рок од 2 месеци за одреден случај. Некоја чекаат конечната одлука, други се заминуваат, а има и такви кои наводно бараат азил, но имаат други планови. Тоа се луѓе кои во Македонија влегуваат како мигранти
а откако ќе ги приведе полицијата, бараат начин како да си го продолжат патот кон ветената земја. Прв пат оваа година нашата организација одлучи да им го честите 8 март на жените бегалки кои што се наоѓаат во прифатниот центар и беше интересно да се види жени кои што доаѓаат во Афганистан како добиваат свеќе, нешто што можеби никогаш во животот не им се случило. Дома си е дома, никој не сака да живее во туѓина, но некои сепак среќата си ја бараат на друго место. Иако се свесни дека во странство не ги чекаат со раширени раце. Дали беа злоупотребени, дали беа жртви или лажни азиланти? Благодарение на санкциите, нивниот број од ден на ден се повеќе се намалува. Карта во еден правец и ветување дека ќе добијат азил во Германија, Швајцарија, Белгија. Безвизниот режим ги охрабри неколку илјади македонски државјани да заминат од Македонија, оставајќи работа, дом, а со желба и надеж за подобар живот. Но ниту еден не успеа. Сите се вратени дома. Ниту еден евентуален барател на македонски државјани не добил азил во странските земји. Но не само што не успеа да се вдомат никаде во Европа, туку назад се вратија со печат во пасошот. Забранет им е влезот во земјите од Унијата, а не смеат ни да ја пречекорат границата. Од април минатата година досега од граничните премини се вратени речиси 4000 луѓе. Од 29 април 2011 година, кога започнавме со реализација на оваа мерка, па се до денеска, на сите гранични премини во Република Македонија не им е дозволен излез на приближно 4000 лица, за кои што се сомневаме дека имале намера да заминат од Република Македонија со цел да бараат да го злоупотребат практично безвизниот режим. Со отворањето на границите без визи во ЕУ, македонските граѓани видоа шанса да излезат од Македонија и да си ја пробаат среќата на Запад. Од добивањето на безвизниот режим пред 2 години, досега околу 7000 државјани аплицирале за азил во земјите членки на ЕУ, но патувањето траеше кратко. Ги враќаа со првиот авион назад. Не сакам ништо да коментирам. Ви се молам. Без ништо не затвориле, не притвориле таму. Нема што да зборам повеќе. Имам изјава дадено кај полиција, нека ви даде под пароло таму, кај нека ви даде. Па нешто вика немате шанса, вика тука вие како македонци, вика немате никаков проблем. Во Македонија вика може да се одите, вика дома да се одите. А ние побегаме, азил побегаме. Најголем дел од барателите на азил се роми. Претеник Тамди Бајрам објаснува зошто тие се надеваат дека лесно може да се усреќат. Пред 20 и нешто години ромите имаше едно време на Југославија. Имаше доста роми кои барава азил и добива многу азил од тие роми и они мислат дека од тоа време имаше една реинтеграција на ромите. Тоа остана од тогаш така едно наследство и сега кога се отворива, мислам, слободен граници се отворива, најнормално законот многу добро пишува. Значи секој граѓанин на Република Македонија кој има подпишано Република Македонија со Европа за влез во Европа, значи може да биде турист до 90 дена. Новинарот на Шутел, Муарем Рамуш, вели дека барателите на азил, кога поаѓале на пат кон некоја европска земја, биле свесни дека азил не се добива лесно, туку маката ги натерала овие луѓе да ризикуваат. На тие луѓе што веќе ако тргнале со таа намера, им било јасно и пред тоа дека процедурата за азил е многу поинаква него на што може да имале првична информација. Но имало и такви кои се представувале како жртви, давале лажни изјави, само за да не се вратат во Македонија. Се бараше азил по различни основи. Во некои случаи основата беше некакво нарушување на човековите права или барање на политички азил. Во други случаи беше барањето на азил поднесувано заради одредени економски причини. Имаше и такви барања во кои што странски полиции од нас бараа дополнителни информации каде што одредени граѓани пријавиле дека нивната безбедност била загрозена заради крвна одмазда или заради одреден друг настан кој што по проверките се покажуваше дека не е точен. На лажните азиланти, лажна надеж
им даваа луѓе кои всушност најмногу се офајдија од безвизниот режим. Зад скриени за туристички агенции го организираа превозот до земјите од ЕУ, но им наплака и по неколку илјади евра, наводно дека ќе добијат статус на азиланти. Во последните 12 месеци МВР, УЈП и Државниот пазарен инспекторат извршиле 395 контроли во 109 туристички агенции, 37 друштва за превоз на патници и 22 превозници. Било откриено дека 8 туристички агенции организирале превоз за баратели на азил. Имаше десетина агенции кои што беа затворени, голем број други агенции кои што добија одредени забрани, но и високи парични казни, кои изнесува во некои случаи по десетина илјади евра заради констатирани неправилности во работењето. Имаше гласини дека лично пратеникот Бајрам го организирал нивното патување, но тоа остана само на шпекулации. Податоците до кои дојдовме не може да го потврдат ваквото тврдење до овој момент. Пратеникот тврди дека зад овие обвинувања се криеле политичките ривали кои сакале да му нанесат штета. Нормално сум добил обвинување, затоа што знаете што ако сте фактор во политиката и со народот, и сега нормално, но ја на тоа опште не има врно внимание. Не ги тужавте? Нема зашто да ги тужам, мислам тоа се глупости, такви работи, нормално се докажува, се прави дека све тоа не е тоа. Но тие проблеми се домашни. Кој кому ветил, кој кого излажал и зел пари. Она што е најголема штета е опасноста дека големиот број баратели на азил може да го доведат во прашање безвизниот режим. Во секој случај негативно се одразува на имиджот на Република Македонија појавата на баратели на азил. Пред се страда имиджот на Република Македонија како земја во која се презентира дека луѓето не живеат слободно, немаат услови за живот. Тоа е една од главните штети која се предизвикува. Меѓутоа, доколку тој тренд на баратели на азил продолжеше или дури се зголемеше, во секој случај би можело да биде ставен на преразгледување безвизниот режим кој не беше доделен. Ако во наредните 6 месеци за 50% се зголеми бројот на лажни азиланти од Македонија во некоја земја членка на Европската унија, или за половина се зголеми бројот на одбиени барања за азил, Европската унија ќе може да донесе одлука за активирање на механизмот за привремена суспензија на безвизниот режим и да воведе визи. Оваа закана ја напиша Европската комисија во мај минатата година, кога бројот на лажните баратели на азил достигна кулминација. Што се тражи од Македонија да појача контроле на границама и да ради још далje на информацијски кампањи. Ја мислим да е то што е битно и наравно да нуди неку помоќ популацији манјина, jer to su oni ljudi koji najviše traže azil. Оваа вест не се паника, најмногу кај граѓаните кои едва и најде оддишка од чекањето ред пред амбасадите за виза. Владата се најде во тесно, мораше да пресече и да ги одврати македонските државјани од намерата да бараат азил во богатите држави. Се формираше посебен комитет, чија задача е бројот на баратели на азил да го сведе на нула. Во првите 3 месеци од 2011 година имаа побарано преку 270 лица само за првите 3 месеци, што за разлика од 2011 година во 2012 показателите покажуваат значително намалување, практично за повеќе од 60% е намалена бројката на жители на Република Македонија кои што бараат азил во Европската унија. Во овој момент некаде околу 110 лица до сега во овие 3 месеци, што е добар индикатор. Заканата и предупредувањето од Европската комисија беше дека безвизниот режим прво ќе се суспендира на 6 месеци, а доколку се процени дека не се создадени услови, ќе се продолжи на 9 месеци. Нашите активности главно одеа во две насоки. Едната насока беше превентивното делување, односно излегување на терен преку инспектори за превенција, инспектори од секторот за гранични работи, кои што во директен контакт со граѓаните преку локалната самоуправа или преку советите за превенција се обидуваа да им укажат дека нивните шанси за добивање на азил по каков било основ во западноевропските земји се еднакви практично на нула. Па така во втората половина на 2011 година бројот на баратели на азил се намали, а со тоа и Македонија не е на црната листа на топ 10 држави. Денес ни стигна извештајот од Белгија, таму не сме во топ 10 земји, оние во чии државјани бараат азил, и во Германија добивме информација дека не сме меѓу оние земји во кои
чии државјани бараат, односно чии критични бројки на барање на азил добиваат од страна на тие земји, со помош на тоа на некој начин успеваме, и односно со мерките што ги превземаме, успеваме да го заштитиме оној безвизен режим кој ни беше доделен пред 2 години. Но како што вели народната, покрај сувото гори и суровото, па така рампите на границите се спушти и за луѓе кои не имале намера да бараат азил, но биле сомнителни и затоа биле вратени. Музичари кои со години, месечно ако не еднаш два пати иде, свират, ја завршат свадба или по покана од некој, затоа не постои гена, они барат, да речеме конкретно покана од тој газдата, да речеме на таа веселба, што порано тоа и не било ни потребно, едноставно идат си ја завршат работа и се враќаат. Имаат своји блиски роднини, керки, синови и тие работи, а ги враќаат со над 65 години или 60 години и нив едноставно процедурата е слична на сите овие и како евентуални азиланти да бидат. Жалам за тоа, нормално на едно известно време, најнормално е тоа така, кој го прекршил законот во Република Македонија, пасошот се издава за слободен граѓанин, пасошот така се злоупотребува за таква ситуација, за да азулира во друга држава, мислам дека е тоа прекршок, мислам дека за првиот пат ќе имат поблаги мерки, јас како пратеник исто тоа го барам од државата на Република Македонија, ќе има некои поблаги мерки, нормално за да не се деси друг пат да го прават тоа. За сите случаи во кои што граѓаните имаат одредени поплаки на постапувањето на граничната полиција, секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди е отворен, истите може да се обратат, може да ги изнесат своите наводи, пошто од страна на внатрешната контрола ќе биде постапено и доколку на вистина станува збор за некаков пропуст, лицето вработениот во граничната полиција во конкретниот случај, значи кој што направил одредена грешка, ќе сноси соодветни санкции. Но додека да се пожелат и да објаснат дека патуваат туристички, на многумина граѓани им пропаднаа плановите. Имаше еден случај кога полицајците не им поверувале на роми од Куманово дека тргнале на свадба во Белград, па ги вратиле назад. По строгите критериуми и селективно едноставно пропуштање на тие луѓе, они се жалат на еден вид на дискриминација. На листата омилени земји на македонците се Белгија, Шведска, Германија, Швајцарија, а дел од македонските граѓани азил побарали и во Холандија. Според градовите од кои доаѓаат, Скопјани водат, а по нив се Кумановци, Прилепчани, Битолчани, Тетовци и Штипјани. Сиромаштијата е таа која во најголем дел случаевите ги тера граѓаните да бараат начин да заминат од Македонија. И самите луѓе кои евентуално во подсвеста имаат и таква намера да направат, да заминат како азиланти, се соочуваат со тоа дека може да изгубат и она што го имаат малку. Нормално економската ситуација многу тешка се наоѓа во Република Македонија и така и ромите. Нормално поголем дел од ромите, затоа што многу роми има и необразовани роми и тешко се наоѓа работа. Станува збор за семејства кои што имаат или имале некаков контакт со земјите од Европска унија. Во првиот период постоеше една сериозна дезинформираност кај нив, напротив дури постоја и тенденциозно организирани дезинформатори, да ги наречам, кои што ги мотивираат да заминат во земјите на Европска унија, очекувајќи дека таму ќе биде подобри, ќе се подобри нивната целокупна состојба. Во 2012 барателите на азил од месец на месец се намалуваат. Во првите 2 месеци 429 луѓе се обиделе да се вдомат во друга држава. Еден од најдобрите аргументи, односно кои се во наша полза и односно една од најдобрите причини зошто појавата е намалена, односно самото искуство на тие баратели за азил кои одат во странските земји, во западните земји, на лице место, односно на терен може да увидат дека состојбата не е така како што одредени луѓе овде во Македонија ја презентираат, дека ги охрабруваат да побарат азил за условно речено подобро живење, увидуваат дека можноста да добијат азил во таа земја е скоро невозможен. Лажни азиланти или жртви на измамници се едно е, но азил тешко се добива. Македонските граѓани добија отворени граници без визи, но само како туристи. Кога патуваат надвор од државата, веќе знаат дека треба да извадат билет во 2 правци, ако не сакаат да ги стават на црната листа на патници во Европската унија. Ви благодариме што и вечерва бевте со Кот.
На сите оние што го слават Великден, среќни празници!